Креативна работилница по повод 8 март, празникот на жената, денес се одржуваше во библиотеката Светлина во населеното место Прелюбиште. Учениците пишуваа песни посветени на нивните баби и мајки, цртаа цртежи за нив, изработуваа честитки. Со тоа библиотеката продолжува со организирање на активности со кои ги зближува и едуцира децата од овој крај. По повод 8 март библиотеката организира една детска работилница на која што учествуваат учениците од овој регион. Учениците творат, создаваат нови творби, додека наставниците ги одредуваат најдобрите, а ние ги наградуваме. Тука значи се собрани ученици од второ до петто одделение од овој регион. Второ и трето одделение творат ликовни творби, а додека повозрастните, значи четврто и петто литературни творби. Овие работилници ги организираме пред се за да ги мотивираме децата, нивната креативност, потоа да ја закнеме нивната самодоверба, но секако и само едукацијата, но покрај тоа тие и меѓусебно се дружат, се забавуваат, разменуваат мислење и на тој начин комуницираат. Со цел да ги задоволиме интересите на читателите, библиотеката постојано го зголемува својот фонд на книги. Набавени се во текот на годината, од почетокот на годината до денеска околу 100 книги, и тоа од најчитаните наслови, побарање секако на читателите, покрај значи белитристиката, која што е најбаран од повозрастната популација, го зголемивме и бројот на лектерни изданија, бидејќи сега во текот на годината пред се доминираат лектирите, децата ги бараат и тие се пред се приоритет на оваа библиотека која што се наоѓа во рурална средина. Наставниците сметаат дека ваквите организирани работилници се од огромно значење за учениците. На нив тие истовремено учат, се дружат, ја покажуваат нивната креативност заедно со нивните другарчиња од албанска настава. Децава со големо задоволство, значи сакаат да учествуваат во ваквите работилници затоа што овие работилници ги здружуваат децата всушност, заеднички работат без разлика на возраста, без разлика на националноста, мултиетнички во овој случај, значи целата работилница е и мултиетничка, која што е цел на образование во последно време. Исто така поттик им даде тоа што директорката им кажа дека ќе бидат и наградени на јубавите трудови во оваа работилница. Така да се надевам дека навистина ќе имаме убави творби, без разлика дали се ликовни, литературни творби, кои што децата навистина се потрудија сами да ги изработат, меѓутоа секогаш се знае дека тука сме и ние да им помогнеме. За таа цел да се заблагодарам на директорката која што навистина се потруди да ги поттикне децата, значи, за да учествуваат во ваквата работилница. Со задоволство би учествували во други работилници, сме учествувале, значи сите оние кои што се надвор од училиштето, обично учествуваме, меѓутоа и понатаму се надевам дека ќе се организираат вакви работилници, па некогаш дури да нема повод, да нема некој празник или било што, само за да се дружат децата ќе би било во ред. Јас сум Михаила Андреевска од село Капец, имам 10 години и учам во основното училиште Шемшова Фридјоф Нансен. Пишувам песниче за мојата мајка. Мамо, мила мамо, од твоите очи добрина и нежност ко сонце се ме грем. Секој совет, мамо, вреден ти е злато. Слава си во куќата, така и вели тато. Ти се конам, мамо, дури постои светот, сакам да си полична, дури од светот. Јас сум Билјана Јанковска, учам во основното училиште Шемшова Фридјоф Нансен, имам 10 години. И на оваа работилница пишуваш песна за твојата мајка, така? Што ја порачуваш во оваа песна? Среќа и љубов. Денеска е среда, а до сабота има уште 2 дена за 8 март. Да се живее со мојата мајка е како да се живее на едно мало парче земја во едно мал свет. Покрај неа се чувствувам како да легам на едно меко срце исполнето со радост и љубов. Од библиотеката Светлина најавуваат слични активности за наредниот период во пресрет на поголемите празници. Целосниот снимен материјал од работилницата во библиотеката Светлина ќе имате можност да го гледате во недела во 11 часот и 15 минути во рамки на детската емисија Тути Кидс.